претрес. Молам да се слушаме. Врз основа на утврдениот редослед на пратеници по пратенички групи и пратеници кои не се организирани во пратеничка група, а ќе учествуваат во претресот, му давам збор на пратеникот Јани Макредулиповелец. Почитуван председател на владата на Република Македонија, почитувани министри, колешки и колеги пратеници, представници на медиумите. Велат една слика 1000 збора. Слика 1. Двата темели денес на барањето за гласање на доверба. Фатмир Бесими и Зоран Ставревски ги нема. Слика 2. Господине Груевски, зошто вашите министри влегоа од Дуи со Ахмети, а не со вас? Уште ли нешто очекувате од нив? Уште не сте договорени? Пред некој ден, еден пратеник од ВМРО ДПМН ми вика, абе зошто во петок ќе расправаме? Никој не гледал во петок парламент. Типично размислување на владењето на Груевски. Битна е формата, а не суштината. Битно е сликањето. Ќе го фарбате студиото на МТВ и толку. Сме го реформирале јавниот сервис. Вашата девиза покрај еврото е тешко се останува имун на пропагандата. Слично, синоќа на вестите на јавниот сервис, експертите ја подучуваат опозицијата дека повеќе политички поени ќе сме ќариле ако сме поднели интерпелација за Бесими. Види богати, Социјалдемократскиот сојуз нема илузија дека министрите на Груевски можат да направат нешто без вие тоа да го знаете. Наша политичка цел си е политичкиот ќар и политичките поени на Република Македонија. Одговорен пристап, како што и го личи Социјалдемократскиот сојуз, без разлика дали е на власт или опозиција. Но ако бараме символика, денес, господине Груевски, падна Милошевиќ. Политичарот со чие владење имате најмногу сличности. 5 октомври. Среќен за Србија, дај Боже и за Македонија. Беше утро кога Македонија го доби кандидатскиот статус во 2005 година. После донесувањето на одлуката, британскиот премиер Тони Блер, тогашен председател на Советот на ЕУ, истакна: визијата на Европа е обединета Европа, а Македонија, цитирам, Македонија е важен дел од таа визија. Денес, заради неодговорната политика на вашата влада, Македонија е далеко од таа визија. Македонија е тема во Брисел само кога бараат противпожарен апарат да ги изгаснат пожарните што вие ги правите во владата. Денес на CNN за вашите проекти велат будалаштина или национализам. По анализите на Reuters, сиромаштијата и фрустрациите ги одржуваат во живот тензиите во Македонија. Денес политиката на владата во Македонија е театарска лакрдија. А ова не е прв пат оваа влада да режира опасни театарски представи. Тоа што е денес слупчане таблите на школите и бистите во училиштата, лани беше кале. Се сеќавате ли дење кога ВМРО градеше, а ноќе демек Дуи рушеше? И двете партии случајно пред камери, покажувајќи ја повторно својата неодговорност во леснотијата да со вашата политика се играте со меѓуетничките односи. И во двата случаеви, крајно наменски, обид да се покријат економските проблеми што ги мачат мнозинството граѓани. Пред известно време американската аналитичка организација Стратфор во документ за Македонија процени дека политичкиот ќорсокак во кој се наоѓа земјата ќе го попречи напредокот во клучните надворешно политички цели. Во анализата се забележува дека иако вие се уште сте најпопуларен политичар, но вашата партија губи поддршката кај избирачкото тело. И затоа е донесена стратегија за приближување кон националистичките елементи, иако тоа значи создавање и тензии со вашиот албански коалиционен партнер. Во таа стратегија, за жал, неодговорните чинители од владата ги вовлекоа и децата. Милиони евра се потрошија на кампањата "Знаењето е сила, знаењето е моќ". Конески потроши милиони евра за мини параклиси и фонтанчиња во аеродром. Но 4 оделенија ќе учат на куп. Секоја клупа различно оделение и настава. Затоа за оваа влада стана јасно дека осем кешот ништо не им е свето. И за тој интерес тие се спремни на се, па и деца наместо во училиште да праќаат пред вратите на општините. А ако може да злоупотребуваат деца, тогаш уште полесно тоа ќе го направите со Талат Џафери и Бонева. И додека на една комисија молчат,
на друга носат закони за криминална распределба на државно градежно земјиште. Додека на комисијата читаат стихови од очи, од Ацо Шопов, во салата се слепи, што гласаат, задолжувајќи ги само оваа година следните генерации со над 1 милиарда евра. Денес, во собранието, се испишуваат најцрните страници за демократијата. Не неколку страници, туку цел еп. Еп кој по должината ги надминува сите дела на Хомер, но во исто време еп кој треба да ги поклопи и химните на туги држави, симнатите табла и имиња на школи, зачестените тепачки инциденти меѓу младите, преместените бисти на херои. Дополнително, неодговорната политика и резултатите во економијата само е влошуваат состојбата. Сиромаштијата и невработеноста раѓаат социјални фрустрации. Сиромаштијата и национализмот, велат дипломатите и аналитичарите, се уште можат да формираат експлозивен микс. Тој е рецепт за катастрофа, додава еден дипломат. Тој тврди, кога луѓето немаат пари, тие се обидуваат да најдат некого за да го обвинат. Во случајот на Македонија етничките групи се обвинуваат меѓусебно за својата лоша среќа. Или да го цитирам господинот Али Ахмети, Груевски има преголемо политичка религиозна агенда, а владините пари треба да се трошат поефективно. Затоа, поделбите во Скопје 2014 не е лоша среќа, туку свесно го направивте вие. Понижувањето на достоинството на граѓаните со секојдневното зголемување на трошоците на живот не е лоша среќа, туку резултат на вашиот криминал и корупција. Но во овие односи не ја поместија најголемата активност на владата на Република Македонија. Криминалот и корупцијата. Дури внатре коалицијските конфликти со албанците од ДУИ ги решавате економски, коруптивно. Затоа деновиве читаме за размена на министерства, транспорт за одбрана, здравство со локална. Од 2006 мораториумот на меѓуетничките односи и економскиот развој се сведе на позитивна рецесија, хронични поделби, омрази и фрустрации на сите страни. Поделбите и омразите се темел на вашата желба за долго обстојување на власт. На 25 август 2006 година од ова исто место, вие седевте на тоа место, ви реков: владата мора да свати дека работењето во владата не значи избор на теми и активности или она нам што ним се допаѓа. Напротив, владата мора да извршува активности кои се обврзувачки, ретко планирани и да менеджира евентуални кризи. При тоа, не се сите политички теми меѓуетнички, како што мандаторот се обиде да го избегне за жал во своето експозе. Затоа апсолутно политички нелогично е прокламирањето на така наречениот мораториум на меѓуетнички односи. И затоа, наместо да изградите широка општествена клима на доверба и толеранција, денес, преку грбот на граѓаните, си ги мерите мускулите. Се убедувате да победите после сите порази што сте ги имале во животот. И сето тоа само заради еден факт, што сте власт. Денес власта е темелите на креирање судири, македонци против македонци, албанци против албанци. При тоа не бирате средства. Професори по флејта да ги прерушите и пратите против стечајците. Прерушувате вработени во администрацијата во студенти и ги испраќате против слободната студентска мисла. Пензионери со 2 пензии ги преправате во транзициони личности и ги праќате против тутунарите. И сите преправени, лажни и подплатени ги испраќате против Социјалдемократскиот сојуз. Прерушени и подплатени, како и вашиот омилен лик Магаш, кој како и вас, крадец, тој на имиња, вие на денешницата. Тој лажен глумец, вие лажен патриот. Но, господине Груевски, не видов дека после Слупчане го пративте Владко Ѓорчев пред домот на Бесими или седиштето на ДУИ во Речица. Не видов и никој во Македонија дека го пративте Илија Димовски и Бонева пред општината Чаир заради симнатите табли. Господине Груевски, не видов дека Антонио Милошевски го пративте пред седиштето на ДУИ во Скопје за симнатите бисти во училиштата. Модринки имате по градите од патриотски чукања, но за тоа време се повеќе ученици со модри очи се враќаат од училиште. И уште планирате да манипулирате? Не знаете со што си поигрувате? Освен кешот, ништо друго не ви е свето. Вие дозволивте иднината на Македонија, нашите, но и вашите деца, да се темели наместо на вредности, на пропагандата.
пропагандата на квази козари, докторанти по економија со купени дипломи преку НЕК, сопственици на телевизии со кривични пријави во фјоките на вашиот братучет. Пропаганда која плаќаат за жал сите граѓани на Македонија, финансирана од вашето непочитување на законите, стимулирана од вашата манија да се рекламирате, подпомогнато од дарачот што го собирате од фирмите во Македонија. За разлика од вас, граѓаните сакаат законите да важат за сите и исто на цела Македонија. Пензиите да растат согласно закон и зголемувањето на трошоците, а не само кога има избори, како што најавивте во март 2013 година. Граѓаните и фирмите сакаат да добијат за сработеното, ама во законски рок, а не во зависност од тоа како ќе се разбудите околу пладне. Граѓаните сакаат стабилни меѓуетнички односи. Нас, на предлагачите на ова барање за гласање на доверба, ни е јасно. Со вас тоа не е можно. Од пратениците зависи дали ќе изберат иднина со влада за граѓаните на Македонија или иднина за вашата фамилија. Благодарам. Благодарам и јас.